Владата на ДУИ и СДСМ продолжува да практикува лицемерие и неправда и самоволие во државата. Ја информирам јавноста, но и МВР, а и владата, доколку не знае, а треба да знае, затоа што тие ја донеле одлуката дека на местото директор на Државниот просветен инспекторат е поставена личност која по закон не ги исполнува условите. Директорот на Државниот просветен инспекторат дипломирал на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, на студиска програма Труд и социјална политика и магистрирал на тема Државниот инспекторат за администрација на Република Македонија. Од насловов на темава не може да се заклучи за истражувањето, но тоа е работа на менторот и рецензенската комисија. Ние зборуваме за друго. Во својата биографија, директорот на Државниот просветен инспекторат додал дека има работно искуство. И тоа, од 2012 до 2021 година во секретаријат за спроведување на рамковен договор. Од 2021 до 2023 година во служба за општи и заеднички работи на влада. И 2023 година тој е наименуван за директор на Државниот просветен инспекторат. Почитувани, членот 5, став 2 од Законот за просветна инспекција вели: за директор на Државниот просветен инспекторат може да биде именувано лице кој има високо образование, што има и најмалку 5 години педагошко работно искуство во воспитанието и образованието. Потенцирам, 5 години педагошко работно искуство во воспитание и образование. Директорот Халид Ферати нема 5 години педагошко работно искуство во образование и воспитание. Директорот на Државен просветен инспекторат, кој треба да ги надгледува и коригира процесите во образованието, противправно е именуван за директор на важна државна институција. Веројатно баш затоа во моментов создава хаос и води хајка против некои од најдобрите инспектори во инспекторатот. Поради се ова што го кажав, го повикувам МВР, а јавниот обвинител да постапи по закон и да поднесе кривична пријава за злоупотреба на службена должност по членот 353 од Кривичниот законник на цела влада, што одговара на член 5, став 1 од истиот закон, затоа што таа цела влада на Република Македонија го именува директорот кој не исполнува услови за да ја врши таа функција.